Во ова вклучување на лице место ќе кажеме нешто повеќе за подготовка на нашето возило пред патување, со оглед на тоа дека навистина голем број од нашите сограѓани патуваат во летниот период, но исто така ќе дадеме и некои дополнителни совети за безбедно возење во лето. Ово утро заедно со нас е господин Филип Доневски од АМСМ. Да му посакаме добро утро. Добро утро. На самиот почеток ќе прашам што е она главно кое што треба да се провери, односно кои се проверки треба да се направат на нашето возило? Секако, со доаѓањето на летниот период, значи се зголемува интензитетот на движење на самата држава, нели, почнуваат летните одмори, се патува поголеми патишта, сите тие работи и потребно е припрема или проверка на самото возило пред поголем пат. Ние како Автомотосојуз на нашите членови, воедно и на останатите возачи, нудиме летна проверка на самото возило, каде што се проверува комплетно подвозјето на возилото, сопирачките на возилото, состојбата на пневматиците, нели, нормално, течностите во самиот мотор, значи системот за ладење, акумулатор, сите основни работи кои што треба да се проверат пред патување, пред едно поголемо патување. Во однос на документи, кои документи пак не се потребни пред едно поголемо патување? За патување вообичаено, нели, актуелно е сега патувањето во странство, нели, секако потребно е, значи, меѓународна возачка дозвола и секако зелениот картон, значи, осигурањето на самото возило за патување надвор од странство, и тие се основните два документи. Бидејќи напоменав и во самата најава, многумина од нашите сограѓани го користат овој период за патување. Вие исто така имате и линија 196 за помош на пат. Дали често нашите сограѓани ја користат таа линија и за какви проблеми најчесто се јавуваат? Да, нашата линија 196 е достапна за секого, значи 24/7, значи во текот на денот 24 часа, 7 дена во неделата, значи се користи често за било која потреба, за помош на пат, за расипано возило, за шлепување, за било каде, може да ни се обратат на таа линија и ќе добијат секако потребната услуга. И пред да започнеме со разговорот, напоменав за еден проблем, што доколку би се случил. Прашав доколку немаме резервен клуч, а го изгубиме од нашето возило самиот клуч. Што да направиме во тој момент? Дали доколку се јавиме на оваа линија би добиле помош? Да, секако, со самото јавување, значи, на 196 линијата, добивате било каква потребна помош. Доколку имате изгубено клjuč, значи, од самото возило или е заклучен натре во возилото, нашата служба испраќа возило, као например ова, кое што доаѓа на лице место, помош на пат, ние го викаме. Секако возилата се опремени, значи, со сите потребни работи, дали станува збор за заклучено возило, дали станува збор за тупната гума, дали станува збор за возило кое што не пали, кое што има проблем со акумулатор, со стартување и сите тие работи, дали станува збор за возило кое што останало без гориво, секако, значи, службата излага во пресад. Напоменав и претходно дека ќе дадеме некои совети за безбедно возење. Дали можеби би можеле да напоменаме кое е најдобро време за тргнување на пат, на што се треба да внимаваме со цел да имаме безбедно патување? Значи, временски, мислам, патувањето секогаш треба да се прилагоди според временските услови. Значи, моја препорака лична е, значи, да не се идат по најголемите горештини, нели да се иде или предпладне или после пладне, секако да се внимава, значи да се внимава на ограничената брзина, значи, на возилото и секако на сообраќајните знаци. Во однос на кутијата за прва помош, што е она кое што е најмногу потребно во летниот период, кое што треба да не биде при рака? Значи, секако освен првата помош, нели, која што е предвидена секој возило да го има во незе, за не дај Боже, значи, треба да биде потполна, значи треба да биде комплетна, треба да ги содржи сите потребни внатре прирачни материјали кои што се. Освен, значи, кутијата за прва помош, во секој возило е задолжително да се има безбедносен елек, значи, сигурност, светлосен безбедносен елек, да имаме, нели, резервни сијалици, да имаме сајла за влечење, тие се основните работи. Дели секако резервна гума и дизалица и такви работи, за да можеме да промениме. А доколку не може некој да промени, може да се јави на линијата 196, тука се колегите може да помогнат во било кој време. Мислам дека се опфативме, освен ако немате порака да нашите гледачи за крај. Па,
секако правете проверки на самите возила, редовно одржавајте си ги возилата, прилагодувајте ја брзината према условите на патот, значи и секако внимателно возење. Благодарам многу. Се надевам дека со внимание слушавте, навистина овие совети се потребни за сите оние што во скоро време ќе патуваат. Напоменавме за редовна проверка на возилото, потребни документи за патување, но секако и безбедни и совети за безбедно возење на поголеми патувања токму во летниот период.